ти благодарам многу што ми ја прифати поканата. Навистина се радувам пред се што навистина имаме многу што да разговараме со тебе, бидејќи твојата биографија е огромна. Да речам, поголемиот дел од биографијата се многу важни ликови, главни одиграни од твоја страна, пред се на класични дела. Така што се надам дека ќе имаме време да покриеме се. Пред се ме интересираат твоите ставови, твојот начин на работа, твојот пристап на актерска дисциплина која што важи за тебе како, така те знаеме, како актер врвно дисциплиниран и професионален во својата работа. Пред да започнеме, ми раскажа една многу интересна приказна за Достоевски. Кога си бил во музеот на Достоевски, имаш и работено таму, така што си имал една чест да допреш делот од него. Достоевски е мојот омилен писател. Првата моја представа со која влегов во професионалниот театар, Ништо без Трифолио, режија на Унковски, Русомир Богдановски, преизведба во Македонскиот народен театар. Хонорарот што го добив, купив 3 комплети книги. Едниот беше Достоевски, другиот беше Шекспир, третиот беше Булгаков. За среќа имам работено со 3 автори во мојот актерски живот. Шекспир имам одиграно неколку клучни улоги, Достоевски исто, Булгаков исто. И имав можност пред 10 години, 15, да работам во музеот на Достоевски, Театар Бели, кој што има една програма која што беше промоција на различни култури во Русија и различни театарски групи работевме своји продукции. При мојот театар, Театар Квартет, заедно со Звезда Ангеловска, направивме една представа која што се викаше Македонска приказна и која што беше базирана на лектирата за прво одделение Мице од Ванчо Николевски. Од таа представа направив трагедија која што во 45 минути беа прикажани двата лика на бабата и дедото со сите символи на македонската култура, традиција и јазик. Сето тоа се случуваше во музеот на Достоевски. За мене би рекол црква, за мене едно од најсветите места кои што постојат на земјината топка. И таму работев една недела. Претходно овде ја подготвувавме представата, потоа работев таму една недела. И нешто што се случи за мене беше навистина многу важно и многу емотивно. Уметничкиот директор на театарот ни направи приватна тура во музеот, која што беше куќа, како и сите куќи каде што живеел Достоевски, гледа во црква. Пред влезот на музеот стоеше шапката на Достоевски во стаклено звоно. И пред да влеземе во музеот, уметничкиот директор го извади стакленото звоно, ми ја даде шапката на Достоевски и рече, бидејќи имаме уметник од Македонија, чиј омилен автор е Достоевски, ќе му возможиме да влезе во домот на Достоевски со шеширот на глава. Ми го даде шеширот, го ставив на главата и мислев дека ќе се стопам во истиот миг. Влеговме внатре во музеот, јас со шеширот на глава. На почетокот бев многу збунет, многу возбуден, многу во трема. Но потоа многу брзо се адаптирав на дадените околности, доста комотно се шетав. Се разбира, како актер мора да се влезе внатре во да се превземе духот на авторот или ликот што се игра и комотно почнав да го разгледувам домот на Достоевски, односно мојот дом. Кога дојдовме до бирото каде што пишувал, таму има лента
таа ја тргна лентата и кажа ова е местото каде што е напишано Браќа Карамазови. Моето омилено дело, кое на секои 10 години влегувам повторно да ја прочитам приказната и да влезам во комуникација со ликовите на Достоевски од Браќа Карамазови, и столчето кое што стои настрана и никогаш тој не сакал да се помести. Ми кажа повели, седни на столицата каде што Достоевски седел и бирото каде што пишувал Браќа Карамазови. Јас повторно во една голема трема седнав на биро и ми ја кажа последната информација дека позади е канабето каде што Достоевски ја испуштил душата. И мојата сопруга само кажа не! Но се разбира, јас не ја послушав и легнав на канабето каде што Достоевски ги затворил очите, ги затворив очите и се случи нешто кое што подоцна ми овозможи да се подсетам на тој миг. После неколку години ја работев представата Бесови од Достоевски во режија на Златко Славенски во Македонскиот народен театар, и тој миг на затворање на очите, тој миг на прошетката во куќата на Достоевски, во музеот на Достоевски, се разбира беше вметнат, вткаен и внесен во работата и изведбата на представата на Достоевски. Како да си го предвидел својот актерски сон, купувајќи ги со тој хонорар делата на овие тројца големи автори, како да си предвидел дека ќе ги играш сите тројца? Не знам. Па, во суштина, човекот самиот го трасира својот пат. Мојата посветеност и мојата љубов кон театарот не можеше да ги одмине овие тројца великани на драмската уметност. Достоевски е романописец, но многу негови дела се изведени, направени се драматизации и изведени во театар, бидејќи неговите диалози се неверојатно силни, неговите дела се икона за многу режисери и многу театри. Она што е негова порака или пак анализа на како еден систем функционира и како ликовите се обидуваат да се снајдат во тие дадени околности, се разбира, се неминлива литература. Она што јас го правам во театарот е, се разбира, потрага по мојата лична слобода. И нема каде на друго место да се пронајде суштината на потрагата на таа слобода, ако не во големите драмски автори, како што е Шекспир, каде што сум одиграл неколку клучни лика, меѓу кои Ариел во Бура, Хамлет во Хамлет, Бура и Хамлет се одиграни во драмски театар, потоа неколку варијации на истата тема во Македонски народен театар. Љубиша Ѓоргиевски правеше еден пачворк на повеќе дела на Шекспир, каде што имав можност да играм делови од Ричард III, од Лир, и се разбира последната изведба на која што многу се радував, Сон на летната ноќ, каде што го играв Оберон во театар комедија во режија на Андреј Цветановски, представа која што се уште е актуелна, еве за неколку дена имам изведба, и каде што е навистина уживање да се плови со стиховите на Шекспир, бидејќи тоа е навистина голема привилегија. Ти самиот како актер знаеш дека треба да ја почувствуваш атмосферата на авторот, посебно на така големи автори, имајќи можност да ја почувствуваш атмосферата на самиот Достоевски, каде што творел, така да речам, па и носејќи неговата шапка. Сигурна сум дека ти помогнало во копање уште повеќе на атмосферата, на ликовите, на ситуациите. Тие се совршени извори. Да? Нема сомнеш, бидејќи овозможуваат креирање на лик кој што е напишан совршено.
треба само да можеш да ја одбереш која линија ќе ја играш, бидејќи не може да се игра се. Режисерот прави концепт, прави контекст во кој што актерот се обидува да ја најде својата слобода. Авторите се толку силни и толку моќни што не може да се одигра се што тие имаат напишано. И тука е всушност убавината да можам својата патека, својата линија, своите погледи на свет да можам да ги вткаам во делото кое што е понудено. Многу е важно актерот самиот да го трасира својот пат. Многу е важно да ги бара елементите кои што му овозможуваат да се чувствува комотно, убаво, слободно. Да. Затоа што тоа е, ја имаме привилегијата да работиме во театар и да работиме нешта каде што ќе можеме да се бавиме со себе си, преку големите дела, преку големите автори и преку силните концепти на режисерите. Го споменавме Владо Цветановски, ретко имам можност со моите соговорници, ние сме го спомнале многу пати, за убаво секако, бидејќи за мене тој беше навистина огромен фанатик во својата работа и пред се еден голем човек. И драго ми е што ете ти можеш многу подобро од мене да зборуваш за соработките со него, бидејќи па, не знам, сигурно, онака баш, што се вели, цел живот бевте и пријатели и соработувавте со него. Секој актер има свој режисер. Мој режисер беше Владо Цветановски. Од моментот кога се подготвував за академија, тој ми беше и роднина, братучет, не го познавав. Само мајка ми кажа дека имам некој братучет кој што завршил академија во Нови Сад и бидејќи се подготвував за академија би било добро да се видам со него, да види дали добро сум подготвен или не. И така се запознав со Владе Цветановски, му звонев еден ден на врата пред да се запишам на академија. Ги виде тие 4 монолози кои што ги имав подготвено. Рече едниот дека е добар и со него дека треба да пројдам. Влегов на академија и за моја среќа и среќа на целата класа, на крајот на семестарот дојде да биде асистент. И од тука почна интензивната комуникација со Владе Цветановски. Со него имам сработено некаде околу 15 на представи. Тоа е еден цел живот. Да. И тоа клучни представи кои што ни овозможи на двајцата да го градиме својот театарски свет и да уживаме во делата кои што ни овозможија да ја најдеме својата среќа правејќи ги испитите на Факултетот за драмски уметности, работејќи ја Емигранти на Славомир Мрожек, која што беше независен проект, на која што се одигра околу 100 пати. Ден денес се споменува во театарските кругови како пример и како голема представа. И таа представа ќе ја паметам по неверојатниот штрих кој што тој го направи, затоа што делото Мрожек го пишува за комунистичкиот систем и неговото живење во 80-тите години кога е објавена Емигранти и представа која што всушност многу силно одекна во Македонија токму заради тоа што и Македонија е емигрантска земја, земја од каде што луѓето излегуваат и се уште тоа не е запрено, се разбира, излегуваат, го напуштаат своето огниште, губејќи го својот идентитет и губејќи се таму некаде во некоја земја каде што одат во потрага или по екзистенција или во потрага по слобода. Представа која што навистина ја дефинира, би рекол, мојата патека во потрага по големите автори, во потрага по силните идеи и во потрага по моќните драмски дела кои што се неопходни за да може еден актер да се изгради како актер со силна енергија, со силна емоција и со вистински правец. Се разбира, тука нема никако да ја испуштам и представата Подземна република, која што беше клучна во времето кога се распадна Југославија и кога влеговме во системот, во новиот систем, во системот на демократија и во
во создавањето на македонската држава, бидејќи подземна република се работеше во Битолскиот театар во една неверојатно креативна енергија, каде што средната генерација, младата и средната генерација, заедно со бардот на Битолскиот театар, влеговме во една неверојатна нова естетика, каде што Јосиф Јосифовски, кој што ги има одиграно клучните улоги во Битолскиот народен театар во својата кариера, влезе како мало детенце и заедно со него целата екипа ја направивме Подземна република, која што имаше голем успех на Астерино позорје, и таму всушност како млад актер јас ја добив главната награда, Астерината награда, како најмлад актер кој што некогаш во историјата на фестивалот ја има добиено таа награда. После играњето на Подземна република, која што зборуваше за македонскиот идентитет, за постоењето, за македонското самоуништување, представата играше една сезона во Битолскиот народен театар, некако угасна, но таа енергија, таа естетика остана втемелена кај сите нас и продолживме да трагаме по нови форми, по нови изрази, по нов начин на третман на театарот и се разбира нов начин на третман на животот. Владо Цветановски, со него продолживме да работиме, ја сработивме Тартив во Штипскиот народен театар, каде што го играв Тартив. Ја работевме Среќата нова идеја на Европа, на Јордан Плевнеш, представа која што со која што ги запознавме големите и возбудливи европски сцени со една неверојатно креативна екипа од Драмски театар и се разбира последица на големата работа која што ја работевме со Владе, кулминираше со представата Хамлет на Шекспир во Драмски театар, со една неверојатно силна и убава актерска екипа и естетика, која што беше, би рекол, круна и на работата на Владе Цветановски и моја, и каде што се споивме во едно, бидејќи не е Хамлет само оној кој што го игра Хамлет, туку е Хамлет режисерот и Хамлет е екипата која што здушно влезе во возбудата на новите форми. И тоа е многу важно кога се влегува во обработка на идејата на човекот кој што е во постојана дилема, што е добро, што е лошо, што е важно, што е неважно, што е суштинско, што е несуштинско, во дилемата на човекот, бидејќи Хамлет е и дело кое што е некако вид на еднаквост на човекот кој што живее на земјината топка и мислам дека доколку би се пратило дело во космосот кое што треба да стапи во контакт со друга цивилизација, односно со друг вид, тоа би било тоа дело. Ке им направи проблем, голем проблем. Па тоа е човекот. Како се испрати, да. Сите овие спомени, сите тие награди, признанија, важни, многу важни, значајни. Само сакам доколку не е проблем, само сакам да кажам дека Владе пред 5 години си замина од овој свет, но неговото одење јас се уште не можам да го прифатам. Се уште е тој тука, се уште е околу мене, се уште ми стои како совест на се она што го правам и неговиот дух постојано е во секое дело кое што го работам, бидејќи врската која што ја имавме воспоставено со Владе е едноставно нераскинлива. Тоа што тој замина во некои други светови, тоа не значи дека не
не е присутен кај мене, не значи дека не сум во секојдневна комуникација со него и сум во постојана консултација со се што работам, дали е тоа добро или не, дали е вредно или не, бидејќи и во делата што ги работев вон неговите концепти, тој беше секогаш тука, секогаш беше присутен и постојано дискутиравме не само со представите јас што ги работам, туку и представите што тој ги работи без мене. Така што ете тоа само сакав да кажам дека за мене тој едноставно не е заминат. Да, еднаш и Милица Стојанова ми го рече тоа, вели, теа јас си комуницирам со моите ликови секогаш. Без разлика дали се присутни или не, јас сум во диалог цело време со нив. Сакав да кажам дека покрај сите тие награди, признанија и успеси, одиграни главни улоги, губат ли некогаш тие работи смисла за тебе, Ѓурги? Дали во некој момент губат смисла? Па живееме во невреме. И мислам дека целиот живот го проведовме некако во невреме. Во постојани падови и успони. Контекстот во кој што живееме го детерминира и нашиот начин на комуницирање со светот, нашата комуникација со секојдневието. И нормално е да има големи падови, и нормално е да има големи сомнежи. Дали јас ова што го работам е вистинско, дали ова што го работам има смисол, дали само си играм, и дали животот ќе ми пројде само во игра и дали тоа допира до некого или не допира. Во принцип, тоа се главните дилеми, тоа се главните прашања. Понекогаш си мислам дека се е безсмислено, дека нема потреба да се бави човек со оваа работа, бидејќи нема возвратна енергија или дека она што ние го правиме може да се каже дека е елитистички и дека не е вистинската поента, затоа што тектонски случувања се случуваат околу нас. Дали земјата во која што живееме ќе опстане или нема да опстане, дали има смисол оваа работа, дали треба да се направи нешто друго, но кога се влегува во силна тема, тогаш сигурно дека барем еден гледач, ова може да биде и шаблон што го кажувам, но барем еден гледач она што го кажуваме го чувствува длабоко во срцето. Така е. Ние сме медиуми. Медиуми кои што праќаат порака. Таа порака што ја праќаме мора да биде искрена, мора да биде вистинска. Јас мојот живот го живеам заедно со луѓето околу мене, со народот кој што ме обкружува, со човештвото. И она што јас го чувствувам, не мислам дека е погрешно, бидејќи се работи за чувство. И тоа што го чувствувам преку големите автори се обидувам да сирам колку што може поверно, повистински. Бидејќи гледачот доаѓа како верник во театар, доаѓа со голема верба. Затворен е во таа темна просторија, излезан е медиумот кој што треба да ја пренесе пораката. Доколку допре до срцето, она што е порачано, тогаш има смисол. И тогаш сите мои колебања, неверувања, сите мои сомнежи, дали она што го правам или не, преку солзата на гледачот, или преку неговото чувствување, или преку неговото рационализирање на она што е прикажано на сцената, тогаш се станува нормално и тогаш смислата постои. Без гледачот јас не постојам. Бидејќи актерот е само духовно сновидение. Јас имам тело кое што од време на време влегуваат различни духови, праќаат одредени пораки, излегуваат. Повторно влегува друг дух, кажува порака, друга, излегува. Едноставно е тело, како вазна во која што се става вода, па може да се истори. Вазната останува, но пораката
што се праќа преку ликовите е исклучително важна и исклучително силна. Гледачот го прифаќа актерот само доколку е верен. Верен на себе си, верен на идејата и верен на вистината што ја праќа. Кога не е така, гледачот си заминува разочаран, или пак кога актерот мисли дека само со шега може да го развесели срцето, не мислам дека е тоа вистинско. Да се разбира дека различните жанрови покриваат различни идеи, различни театарски естетики, но многу е важно тоа да биде вистинито и многу е важно тоа да биде верно. Тоа е основата. Тоа се основните принципи. Гледачот не треба да се подценува гледачот, тој приметува. Се е во очите. Никогаш. Кој има актерот искрен поглед, кога ќе ме погледне мене како гледач, тоа допира до мене. Сакам да кажам дека гледачот секогаш знае. И требало да знае. Имаше една представа, се вика Парите се отепувачка, Да. Работевме во Битолскиот народен театар, режија на Љупчо Георгиевски, под текст на Ристо Крле, една многу силна представа која што беше некако представата во која што ја работевме од 2002 година и ја игравме некаде до 2005 година. Игравме на големи интернационални фестивали, на големи сцени, игравме на Битев, игравме во Њујорк, во Торонто, Москва, многу награди се зедоа во различни национални театри, во Истанбул. Но игравме исто така и во село Слатино, каде што имаше сведен. Не се сеќавам кој сведен беше, мислам дека беше Богородица. И игравме во дворот на црквата, пред конаците. И тука беа дојдени жителите на село Слатино. Малку врнеше, росеше, ја одигравме представата како да играме во Бург театар. Многу силно, многу моќно. И во моментот, кога мојот ликот на Митре ја крева секирата да го убие својот син, чии пари од алчност ги украл, ги зел, не препознавајќи го дека е тој неговиот син, во моментот кога ја кренав секирата, една бабичка врисна во публиката и рече: "Не, синко, пази, ќе те убие." Тој крик на бабичката е само за мене еден момент кој што не смеам никогаш да го заборавам, бидејќи нејзината посветеност, нејзината концентрација и нејзината верба во ситуацијата во која што мојот лик функционирал, ме држи исто така под постојана концентрација да бидам верен секогаш онолку колку што таа бабичка почувствува во тој момент. Комуникацијата меѓу актерите е исто така многу важна, да биде искрена, да биде верна, да биде силна и да биде полна со љубов. Да, тоа е еден од моментите кои што ги паметам. Сум ја гледала представата, првото нешто што го паметам и секогаш како дете си го пуштав на видеокасета, представата на Љубиша Ѓоргиевски, чекајќи го во дом. Тоа е представа со која што израснав и мислам дека, ајде да не претерам, ама после таа представа мислам дека никој толку перфектно абсурдот го нема сработено. Тоа е пример за тоа како се игра и како се прави абсурд. За мене. Бекет Ден денес. Да, Бекет е за мене автор кој што го отсликува 20-тиот век, автор кој што не соочи со темнината и со бесмислата. Да се игра Бекет, тоа значи да се биде во потполн мрак, во потполна тишина. Дрвото
во Чекајќи го Годо, кое што на почетокот во првиот дел има неколку листови, а во вториот дел и нив ги нема, стана некако вид на лајт мотив на мојот однос кон околината, кон животот. Таа темнина има некаде таму, на крајот, некаква светлост која што треба да се пронајде. Ако не се пронајде, тоа е ужасот во кој што всушност човекот живее. Естрагон и Владимир се ликови кои што живеат во надеж, играат игри, додека чекаат да дојде оној кој што ќе ги спаси. Тој никогаш нема да дојде. Тие го чекаат Годо, кој што е синоним на Бог, и се полни во верба дека ќе дојде, но во исто време паѓаат во голем очај кога ќе се сетат дека нема да биде, дека нема да дојде, дека нема да биде присутен. И тој вид на амплитуди, во паѓање на очај и живење во жизнерадосност дека ќе се најде спасот, е исто така судбината на човекот. Бекет многу црпи од Шекспир и многу црпи од големите антички автори, но е исто така и автор кој што во мојата работа има доста влијаел. Има едно момче, Владимир Јанчевски, кој што преведе еден од последните есеи, романи или како да го наречам, новели на Бекет, се вика Друштво, кој што зборува токму за моментот кога човекот ги затвора очите и целиот негов живот проаѓа во таа мрачност, во таа мачнотија, во таа безизлезност, во таа тежина и во таа тегобност во која што човекот ја има во себе. Бекет го имам и во мојата монодрама што ја работев во 2008 година како копродукцијски проект помеѓу мојот театар Квартет и Македонскиот народен театар, мојата матична куќа, представа која што ги собра, би рекол, сите автори кои што се многу важни во моето творештво актерско, и како што е Бихнер, како што е Ками, како што е Шекспир, како што е Бекет, како што е Ристо Крле, и ликови кои што некако го одредија мојот актерски живот. Хамлет, капетанот во Војцек, Ариел, Естрагон, чекајќи го Годо, и она што го кажала Милица Стојанова сигурно не е во грешка, бидејќи ликовите доаѓаат, дебатираме со нив, па се излегуваат, некога сме во големи конфликти, слагајќи се или не слагајќи се со нив, но тие се тука присутни. И токму затоа ја направив таа представа ЕЕГ, електроенцефалограм, која што во еден период од мојот живот навистина беше клучна и која што базата на таа представа беше токму Бекет, авторот за кој што вие зборувате. Ретко актерите имаат можност кај нас да одиграат толку важни улоги на големи автори. Сега се сетив кога го спомнавме Бекет, има некоја современа драма, едночинка, Бекет и Годо се среќаваат пред театарот, дури се игра представата чекајќи го Годо, Бекет доцни на представа и не го пуштаат. И седнува до Годо без да знае дека тоа е тој, и Годо му вика: добро, како можеше да напишеш драма во која што не се појавувам? И е многу интересно како дискусија дека авторот и ликот се среќаваат, па имаат можност да дискутираат. Ѓорги долго време беше директор на еден од поголемите фестивали кај нас, тоа е Охридско лето.
каде што си имал можност на вистина да комуницираш и со многу големи луѓе, да каниш големи автори. Си ја видел и другата страна на како да кажам, на патот. Не овој актерскиот, Да. туку тој другиот. Па треба човек, јас сум радознал и сакам да го гледам театарот од различни агли. Да. Една е актерската позиција или работа, која што за мене е најважна, најсилна, најмоќна, бидејќи во директна комуникација со публиката. Но исто така знам да се бавам некогаш и со режија, со продукција, но исто така и со организација. Како што е токму таа позиција на уметнички директор на драмската програма на фестивалот Охридско лето. Една декада ја работев таа работа и навистина имав можност да се сретнам со големи уметници, големи автори, големи продукции, кои што на моје големо задоволство, дел од нив можев да донесам во Охрид, македонската публика да ги види, но дел причини не можев. Но важноста на тоа е различните естетики, различните пристапи и можноста да се види светот преку аголот на театарот и да допре до публиката, за мене беше навистина многу возбудливо. Тоа е работа која што ми овозможи да комуницирам со големи режисерски имиња, како што е Томаш Пандур, како што е иконата на современиот театар Питер Брук. Имав можност да ја доведам Варум, една представа која што навистина некако за мене во целото тоа 10-годишно работење беше символ за тоа како актерот комуницира со публиката и она што Питер Брук во неговото дело Празен простор го има опишано како Библија и таа е Библија за современиот театар, дека за да се направи театар потребна е само една рамка, празна сцена и еден актер и еден гледач. Да, представа која што беше минималистичка, која што зборуваше токму за смислот на животот и пристапот на актерот во пренесувањето токму на таа светлина на гледачот кој што копне или тежне кон светлината во тунелот, полн со надеж, се разбира. Исто така носејќи представи од целиот свет, од Америка, од сите точки на Европа, Азија, Африка. Во суштина, сите театарџи се многу загрижени за тоа каде оди светот, во кој правец се движи. Сите театарџи се многу загрижени за материјалистичкиот пат кон кој што оди нашиот свет, каде што уметноста почнува да биде маргинализирана, каде што духовноста на човештвото почнува да станува потполно неважно, каде што политиката го уништува и го разбива човекот на парчиња, каде што човекот станува роб на материјалното, а духовноста никаде ја нема или е неважна. И би рекол, секој добар театар се бави токму со овие прашања. Добро, говорејќи ми сега за ова, можам да сватам дека Охридско лето имал навистина солиден буџет за да може да кани толку големи имиња, затоа што... Драмскиот дел не. Не? Да, и тогаш го зборував тоа. Драмскиот дел, за жал, е малку во подредена ситуација
во однос на музичкиот. Значи си правел доста компромиси во однос на она што може би си сакал да го донесеш кај нас, ама како и во животот. па добро. Да, компромисот е некако на малку повозрастните луѓе е некако по пристапен или повеќе го има, мора да се прават компромиси, некаде ќе се донесат големи дела, како што беше да речеме представата на Пандуру Тесла Electric Company или копродукцијскиот проект Калигула, кој што се изведе на Античкиот театар, каде што беше навистина една неверојатно голема со преполна сала и многу убав одзив имаше. Питер Брук со неговата Варум, каде што беше во Домот на културата, но во една поинтимна атмосфера, или представите на Маргарита Младенова од Сфумато театарот, кој што донесува една сосема нова естетика, или пак, например, на представата на Иван Поповски 4 годишни времиња, кој што ни откри сосема нови димензии на тоа како треба да се третира театарот и кое е поимањето за тоа како вид на естетика може да се употреби во комбинирање на различни технологии, техники, естетики, едно собирање на различности во доведување до суштина на театарскиот израз. Или пак, например, представата на Диего Дебреа од Националниот театар во Љубљана, која што правејќи еден во црквата Света Софија, еден сосема нов пристап, анализирајќи го немиот филм, правејќи една комична ситуација, ја извлекува таа некоја бекетовска линија или да речеме абсурдот на ЮНЕСКО во една неверојатна театарска естетика. Навистина беше големо уживање да се работи Охридско лето, бидејќи можевме да видиме и култури од Тунис или од Катар, или да речеме една од најголемите звезди на Европа, Ана, сега го заборавив незиното презиме, која што ни дојде со Госпогица Јулија во продукција на театарот каде што Стринберг ја има токму режирано Госпогица Јулија. Да. Сега на прашањето за Охридско лето навистина ми се врати целата ерупција на една голема снага и голема енергија која што даде големо уживање. Да. Сум ја гледала точно представата на Диего Дебреа во Сараево на Мес фестивал, ја гледав и бев онака воодушевена од формата на представата, од пристапот. Прв пат гледав такво нешто, кај нас немало. Добро. Што мислиш, Ѓорги, за сегашната ситуација кај нас во театрите? Си бил и директор на оваа институција. Какво ти е чувството? Како си поминал многу режисери, многу представи. Веројатно тоа чувство се менува. Никогаш сме ентузијасти, никогаш ни паѓа волјата. Што мислиш за сегашната ситуација во нашите театри? Па не сме имуни на околностите во кои што живееме, тоа и го реков. Волјата некако пак колку е потемно, колку е помрачно, поголеми дела се раѓаат во театарот. Многу е лесно да се уништи театар, многу е тешко да се создаде голем и добар театар кој што може да биде репрезент на македонската култура, уметност и театар. Во овој момент јас би рекол оној фестивал што го имаме, националниот фестивал Војдан Чернодрински, е некако вид на лакмус како функционира театарот во Македонија, бидејќи таму неголемите представи кои што ги работат националните театри прават ревија и точно може да се види преку тој фестивал дали нешто функционира или не функционира. Дали секојаш оди вистинскиот избор таму, што мислиш? Па во принцип да. Во принцип да. Може некогаш подобра или полоша представа, потребен е континуитет и потребна е многу внимателна театарска политика која што ќе биде над дневната политика.
Тоа е најважното. Нормално. Театарот да биде над дневната политика, бидејќи кога влегува во, како да речем, во некаков вид на сојуз со дневната политика, театарот не постои. Театарот мора да биде критика, театарот мора да биде шамар за дневната политика, а не да влегува во било каков вид на сојуз. Има еден голем режисер, голем актер, голем продуцент, Јон Карамитру, кој што пред една година имавме, кој што беше и на Охридско лето, кој што има гостувано во театрите во Македонија, и имавме еден разговор, четворица Хамлети, и тој го има играно исто така Хамлет во револуцијата во Романија, кои што сите влади пројдоа, значи тој е таму од создавањето на независна Романија. После убиството на Чаушеску. Тој не е променет од позицијата на генерален директор на Националниот театар, затоа што е вистинскиот човек, човекот кој што многу посветено го издигна Националниот театар во Букурешт на ниво на светските театри. Тука пројдоа сите големи режисери, еве и нашиот гостин што беше Жолдак, тој беше исто така гостин, таму Морфов беше исто така гостин во тој театар. Работеа навистина најголемите светски режисери, гостува представи на Боб Вилсон, на Питер Брук, Иван Поповски. Едноставно треба да бидеме многу внимателни како работиме во театарот. Да, иста е приказната со директорот на театар Андерур, Роберто Чуле, има 80-85 години, ден денес е директор, ден денес игра и го води театарот онака. Тоа се посветени луѓе кои што се над дневната политика. Точно и се во постојана критика, бидејќи нема совршенство. Да. Не постои совршенството. А посебно кога се работи за политиката и креирање на политика, тоа не е совршенство, тоа се состојби на пад на духот. И она што театарот мора да го прави е да биде над тоа. Секогаш. Ѓорги, за крај разговараме 1 час. Мислам дека мене брзо ми помина, не знам како. И мене. Имаш извадено своја класа актери. Можам да речам дека некои од нив навистина се успешни, имаат одиграно значајни улоги во овој театар. Имаат работено исто така со големи режисерски имиња. Што мислиш за таа професорска работа? Треба професорот да внимава студентот да излезе од академијата свој и да го пронајде својот пат, нели? Да, тоа е, имав можност да извадам една класа актери и многу сум среќен заради тоа, бидејќи имав можност 3 години од моето време навистина да го посветам токму на обучување на млади идни актери. И имам голема среќа затоа што голем дел од нив се веќе во професионалните театри, веќе ми се колеги двајца во Македонскиот народен театар, кои што играме заедно во представите, многу суверено владеат на театарската сцена. Еден од студентите во Драмскиот театар, во Кумановски театар, има една студентка која што замина за Холивуд, друга студентка која што замина низ Европа. И сум навистина многу среќен и многу задоволен затоа што таа моја посветеност од тие 3 години вроди со плод. Сите се многу среќни, многу се успешни и многу се своји во својата работа. Никој од нив не влезе во имитација на својот професор. Едноставно, мојата главна задача беше да ги научам својата енергија, својот капацитет, своите мисли, својата
својот систем да го употребат во реализирање на улогите во различните концепти. И еве тоа некако се реализира. Тој вид на работа исто така го работам од време на време на различни, добивам покани од академии, од надвор. Пред некое време држев семинар во театарот, актерот на Медитеранот во Лече, во Италија, и некаде околу 25-30 студенти со кои работев една недела, уште сум во комуникација, се обидувам да го пренесам моето знаење и таму, многу добро функционира тоа, но исто така и одзема доста време. Јас сум актер, мојата посветеност е најмногу на реализирање на мојата актерска вокација, и еве додека во моментот кога ќе го завршиме овој разговор, се префрлувам на сцената на Македонскиот народен театар, каде што работам една од улогите во представата Еден месец на село на Тургенев, класика, што мене ми е омилена, како да речам, тема. Уште еден голем автор. Да, уште еден голем лик во уште едно големо дело со уште еден голем режисер како што е Паоло Маџели и една прекрасна екипа. И да се надеваме дека публиката ќе биде задоволна од она што го правиме. Да. Ти И она што го благодарам. нудиме. Да, ти благодарам многу за овој разговор. Ние како публика со нетрпение го чекаме Маџеле, бидејќи не бил кај нас. Посебно мојата генерација, ние не го познаваме толку добро. Подамна не бил овде. Не знам колку години се поминати. По 80-тите тој работеше неколку представи во две во Драмски театар, еден во Баната, така во Драмски работеше Карамазови на Душан Ивановиќ, потоа ја работеше Тетовирани души, преизведба на Горан Стефановски, работеше исто така, јас го повикав на Охридско лето, дојде со представа со Националниот театар од Подгорица, тоа е авторски негов проект, Njegош и ја. И еве тоа му биле работи што бил тука, па еве сега Националниот театар го покани и тој како гостин ќе работи токму на ова дело. Да, имаше пракса овој театар да вика навистина важни, големи режисерски имиња. Тоа е многу добро и за актерот. Се разбира. Да, најмногу. И навистина, ете, ти благодарам многу и ќе се видиме на премиера. Благодарам за поканата.